Видео снимката која денови во освана на интернет порталите на која се гледа како повозрасна жена малтретира бебе. Не само што ја потресе македонската јавност и регионот, туку и предизвика бура од реакции по социјалните мрежи и граѓаните, кои бара најстрога казна за жената која безмилосно тепа дете. Според податоците од полицијата, за прв пат страшната слика ја видел таткото на 20 август годинава, кој претходно забележал мотринки на телото и главата на своето дете и заради тоа решил дома да постави видеокамера. Кога ги видел снимките се шокирал. 61 годишната дадилка која била ангажирана за чување и негување на неговото 9-месечно бебе, наместо да добие нега, било жртва на различни облици на малтретирање и грубо однесување. Меѓу народот познати се поговорките: како ќе си постелиш, така ќе си легниш, или пак што ќе засееш, тоа и ќе пожнееш. Па така се случи овој пат. Кога на некој му мислиш и му правиш лошо, тоа тогаш ќе те снајде и тебе. Малтретирањето и тепањето на 9-месечното бебе, грубото однесување кон него со викање, навредување, штипење за рацете, тегнење на ушите и други облици на малтретирање, ја однесе 61 годишната дадилка за решетки и таа 30 дена ќе помине во шутка. Откако Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава поради сомневање дека сторила кривично дело за пуштање и малтретирање на дете, судот ја одреди мерка притвор, а обвинителството води истражна постапка. На дадилката се заканува казна затвор од 1 до 10 години. После оваа немила случка која изминативе дена ја потресе Македонија, се поставува прашањето колку е сигурно детето да се довери на непознато лице. По немилиот настан, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов апелираше населението да ангажира само лиценцирани дадилки, што е предвидено во рамките на Законот за детска заштита. Тој вели дека самиот закон предвидува постапка за што работат со деца да се лиценцираат. Во процесот на лиценцирање се проценува стручното знаење на апликантот, се проверува подобноста, дали е психофизички здрав, дали ја познава проблематиката, дали е осудуван за одредено кривично дело или за семејно насилство. Исто така министерот Спасов апелира до тие што ги чуваат децата да се лиценцираат, но додава дека сепак останува на родителите да одлучат дали ќе побараат од дадилката да извади лиценца ако ја нема. На исто мислење се и од првата детска амбасада Меѓаши, кој вела дека родителите треба да ги доверат своите деца на чување на лиценцирани дадилки или компании кои даваат вакви услуги или во детски градинки. Оттаму се надеваат дека оваа немила случка ќе ги предупреди останатите родители да внимаваат кои се ги чува нивните деца. Во последно време многу често се случува родителите грижата на своите најмили да им ја доверат на дадилка, наместо на персоналот од градинките ширум земјава или пак на лиценцирани дадилки. Но ни тоа не е случајно. Годинава голем дел од родителите реагираа на недостиг на слободни места за упис на нивните деца во детските градинки. Некои биле ставени на листа на чекање, а дел биле упатени да ги носат своите деца во приватните игротеки. Така во градот на конзулите и клавирите во 7 градинки на Мајски цвет покрај веќе пополнетите капацитети од 780 деца, на листа на чекање се наоѓаат уште околу 180. Поднос на проблемот со листите на чекање за упис на деца во битолските градинки. Градоначалникот на општина Битола доктор Владимир Талески рече дека општината наредниот период ќе ги разгледа можностите за проширување на капацитетите во градинките Естереја, Овадија Мара и Мајски цвет. Конкретно Талески најави изградба на градинка во селото Кравари, како и проширување на градинката Снегулка која се наоѓа зад уредот. Сепак доколку се одлучите вашето дете да го оставите со дадилка која најчесто е жена што не ја познавате лично, постојат неколку начини како да препознаете дали сте направиле добар избор. Освен поставувањето на скриени камери и други облици на надзор преку однесување на дадилката и бебето, може да се дознае дали нешто не е во ред. Треба да обрнете внимание на следните знаци. Вашето бебе не се радува кога ќе ја види дадилката и станало повлечено и вознемирено. Вашата дадилка не зборува за тоа како го поминала денот со детето. На вашето бебе му се случуваат несреќи кои едноставно да се избегнат. Дадилката не ги следи вашите упатства. Вашата дадилка често доцни. Детето често изгледа неуредно и нечисто. Или пак забележувате ситни лаги. Доколку забележите некои од горе спомнатите знаци, тоа може да биде сигнал да го преиспитате својот избор. Затоа пред да одлучите кој да го чува и на кого ќе му го доверите вашето дете, размислете 2 пати пред да го сторите тоа.